Никаква, кога немаме соодветна опрема, нормално е дека не можеме и да прво самите да се заштитиме како што треба, а после тоа да ги заштитиме и судовите, и вработените во судовите, и странките кои што влегуваат, и комплетно ситуацијата да ја имаме под контрола. Затоа што јас стварно се чудам и стално му го поставувам прашањето и во судски совет и во судови каде што влегувам со председатели, каде што разговарам. Мене никогаш не може да не ми стадва јасно. Имате вооружена формација која што е задолжена за да се грижи за вашата безбедност. И вие место да ја унапредвате таа вооружена формација, не заради друг, заради себе, заради лична безбедност, заради лична заштита, вие се трудите колку што е можно да ја ништите, со самото тоа ја ништите и вашата безбедност, а и на тие луѓе кои што се вработени во судската полиција. Судската полиција е формирана, кај нас веројатно се во државата оди така, од кога ќе се случи нешто, како беше случајот сега со девојчето што загина на партизанска овде во Скопје, требаше да имаме таква една несреќа, да има протести, за да почне да функционира, да се убрза безбеден град или не знам што и да се казнува повеќе и да се активира полицијата, сообраќајната и сите тие работи. Истото е и овде. На ниво на држава е, мислам дека комплетно со тоа така. Судската полиција е формирана во 97 година затоа што во 95 година во Виница во судница внатре со пиштол уби адвокат, не знам, странки што му беа од противната страна, имаше убиство во судот во Виница. И така тргна работата за да се формира судската полиција. Сега веројатно треба да почекаме некој пак да загини во суд, да има некоја таква немила случка, па за да почнеме да размислуваме да ја унапредва, да ја опремуваме судската полиција, како што па да ја зголемиме безбедноста на судовите.